Кочанските пензионери вчера попладне го блокираа влезот на Кочани и со тоа повторно потсетија на барањата за повисоки пензии. Прв пат формата на изразување незадоволство беше блокада на сообраќајница, а посочија дека нема да запрат, туку протестите ќе бидат уште поригорозни со блокирање на сообраќајници во повеќето градови од државата. Денешниот протест на пензионерите со мали примања, со мали пензии во општина Кочани се организираше за прв пат со блокирање на една сообраќајница, односно на влезот во Кочани од јужната страна од обиколницата. Ги повторуваме истите барања кои и досега важеа, со тоа што е зголемен износот на средства за линеарна пензија. Првично беше 3500 денари. Барањата од пред отприлика 10 дена се 5000 денари линеарно за секој пензионер, без разлика на износот на пензија кој го добива, и минимална пензија од 20.000 денари. Им порачуваме на сите надлежни и во Сојузот на пензионери, и во Министерството, и во владата дека пензионерите нема да застанат, дека овие протести ќе продолжат и тоа уште по-ригорозно. Пензионерите на 7 ноември ќе протестираат пред седиштето на Европската унија и уште 4 амбасади во Скопје. Посочија дека проблемот треба да се слушне на меѓународно ниво, па правдата ќе ја бараат пред европските амбасади. Седмицата што се одржа во Прилеп на 11 октомври беше донесено одлука, значи протестите да не бидат пред парламентот, да не бидат пред владата на Република Македонија, него да бидат пред седиштето на ЕУ, Американската амбасада, Француската амбасада, Белгиската амбасада. Така да протестот добие меѓународен процес. И дадено е светло, зелено светло од сите амбасади. Така да сега наредниот протест ќе се одвива пред амбасадите и Европската унија, пред седиштето на 7 ноември. Фактички на 5 места ќе биде истовремено. Радикализација на протестите најавуваат пензионерите од речиси сите градови. Сообраќајници во неколку наврати блокираа Свети Николчани, а в понеделник повторно ќе протестираат и штипските пензионери.